Во Кочани како мал град во Македонија, мислам дека нема многу перспектива затоа што нема прво слободни активности. Ние освен на кафе што имаме одено после школа, други активности немаме преземено во средно. Овде како студентски град мислам дека има подобра перспектива затоа што има повеќе слободни активности, подобар ноќен живот. Ја има оној круг на луѓе што би можело да се пронајдеш во него, бидејќи има луѓе од секаква струка и сите се насочени кон определена цел. Но оние кои што останаа да не студираат, да не го продолжат своето образование, тие останаа така поради финансиски проблеми, воглавно беше проблемот. Понатаму, тие сметаат дека ќе си најде одма работно место, дека ќе земаат плата, но сепак тоа не е така. На ниво на Македонија направени се истражувања, имаме и бројки кои што покажуваат дека младите масовно практично се иселуваат од Македонија, веројатно тенденцијата е и да продолжат така односно ако не им се подобрат условите во кои што се тука. Сметам дека моменталните перспективи на младите со оглед на поголем број на статистики е дека сакаат да заминат од Македонија, односно сакаат да го продолжат школувањето па и работата во некои од западноевропските земји, бидејќи сметаат како млади дека таму им се нудат поголеми можности за да ги остварат своите амбиции. Тоа е еден од најголемиот проблем на Советот на младите со кој се соочува сега е мотивирањето на младите да се вклучат во нашите активности. Најчесто не прифаќаат тие такви нови работи, нови промени, вклучување во било какви активности ние што ги организираме, но можам да кажам дека Советот на млади има околу 70 соработници, што е добра бројка за почеток и со тие соработници заедно дискутираме и работиме на многу прашања поврзани со младите. Еве овој месец имавме дискусија поврзана со младите, значи успешна младина, успешна иднина, веќе наредниот месец ќе зборуваме, ќе дискутираме за вредностите на младите. Исто така ќе спроведеме низа на анализи на анкети кои што се поврзани со еден од најголемиот проблем на младите, а тоа е невработеноста, и ќе се обидеме да најдеме можни решенија и да направиме бизнис помеѓу бизнис заедницата и помеѓу невработените млади во општината. Јас сум многу голем оптимист и сметам дека има иднина овде, иако прашањето поврзано со младите многу убаво звучи само во говорите нашите соговорници за тоа што се младите и каква улога имаат младите во општество, но сепак верувам и сум оптимист дека младите ќе го добијат своето заслужено место и дека сите млади ќе можат во иднина да се вработат, да работат тоа што го сакаат, и затоа ние како Совет на млади ќе организираме многу неформални организации, настани како семинари и конференции кои што ќе овозможат на младите да го збогатат своето знаење, значи да работат од дома и на било каков начин да може да стекнат некој профит или било какво работно искуство. Значи, младите мораат посериозно да сватат нивната задача и нивната цел, земајќи го тоа дека младите се иднината на едно општество, мораат повеќе да се трудат, да вложат поголеми напори за да можат да имаат подобро утре. Не можеме како младина да чекаме да дојде некој од страна да ни каже памет, па ние сето тоа да го реализираме. Мораме самите да бидеме свесни, да развиваме идеи, да развиваме стратегии, да имаме своја цел кон која треба да се стремиме и сите заедно да овозможиме, значи, за едно подобро утре.